Да, промовирајќи го мировното образование во училиштата, првата детска амбасада во светот Меѓаши организира форум театар и танц театар. Ружица Крстовска. Првата детска амбасада во светот Меѓаши во соработка со средното училиште Никола Карев на интересен начин го промовираа мировното образование и однесувањето на учениците во училиштата. Промоцијата на мировното образование во училиштата беше представена со одржување на форум театар и танц театар во рамки на проектот Кажи го своето да. Денес во нашето училиште се случува многу интересен настан на тема која што е актуелна за младите луѓе, значи насилството во училиштата и како тие се однесуваат меѓусебно. Во организација на првата детска амбасада Меѓаши и проектот за промовирање на мирот и ненасилството, мировното образование, е организиран танц театар и форум театар. На овој начин ние се обидуваме да подигнеме свеста на учениците, а понатака ќе продолжиме и со подигање на свеста на сите останати. Танц театар кој што покажа различни форми на насилство, учениците се надеваме дека ги сватија, ја добија пораката и дека сега ќе се обидуваме понатака да ги разрешиме тие насилни ситуации, да донесеме во училиштето мировно образование. Со интересна представа беше представено секојдневното однесување на учениците, а заедно со останатите ученици се дискутираше за изнаоѓање на заедничко решение за подобро однесување на учениците во иднина. Педагозите се задоволни од соработката со учениците кои покажуваат интерес за напредок во учењето и секако во однесувањето. Ова е прва активност од овој облик. Учениците кои беа само за краток викенд, подготвива форум театар, каде што ќе работат на презентирање на една тема која е многу актуелна меѓу младите денес, односно насилството во училницата, во училиштето и меѓу младите. Ќе тежнеме и ќе работиме на тоа заедно со младите да развиваме политика на нетолеранција и кажување на ненасилството во било која форма да биде присутно и ова е една од активностите каде што ќе бидат вклучени младите на ниво на изразување на ставови, изразување на мислење и разбивање на чувството на пасивност дека не можам ништо да променам. Одлично искуство кога со децата се работи и се нудат и поинакви облици на гледање, на перцепција на работите, има и такако можност да се промени на ниво на однесување, меѓутоа треба многу работа. Проектот Кажи го своето да беше добар мотив за учениците кои во иднина треба да бидат подобри ученици, но пред се целта на проектот е да се изрече добар заклучок за мировното однесување на учениците, односно мировното образование во училиштата. Со еден збор како треба правилно да се однесуваат без да шират насилство и немир со своите соученици.